Наутро министри попладне во трка по гласови. Иако официјално не е почната кампањата за локалните избори, сепак партиите од власта на големо веќе ветуваат проекти, инвестиции. СРСМ речиси се којдневно организира трибини. На социјалните мрежи се фали со како што ги наракуваат успесите кои тие ги постигнале. Дел од аналитичарите велат дека како се наближува датумот за избори, кампањата на партиите ќе биде засилена, но со фалење на непостоечки проекти, таа само ќе биде со контраефект. Таа засилена активност сепак треба да се базира на одредени, ви рекол, ветувања или проекти кои што биле остварени врз база на кои што ќе се обидат да мобилизираат политичките партии нови гласачи, особено кога говориме за партиите од власт. Доколку се оди со некоја формула каде што се истакнуваат некакви успеси кои што не се случиле или некакви лажни ветувања на кои што сме веќе премногу навикнати, би рекол, тогаш тоа може да влие негативно на, односно сосема да ја промаши целта, тоа е мобилизација на нови гласачи. Затоа што особено кога станува збор за одредени проекти кои што воопшто не се случиле или каде што нивната реализација била, би рекол, катастрофална, тогаш тоа служи само потсетник на граѓаните зошто всушност не треба да се гласа за тие политички елити. Како пример, наведе неколку фалби на власта, кои според него не се соодействуваат со реалната слика. Имаше одредени брифинзи во јавноста дека власта изградила 1000 километри патишта и 250 километри патишта. Автопатишта во изминатите 4 години. Мислам дека секој еден граѓанин е свесен дека нема ниту еден нов километар автопат направен. Односно се пушти автопатите кои што беа направени од претходната власт, а додека автопатот Кичево Охрид, кој што сите го очекувавме во 2017-2019 година, повторно се одложи за 2020 година. Дури не сум сигурен, но мислам и оние 2 километри автопат за Меке Косово дека се уште не се изгради. За успесите на владата, кои цело време ги повторуваат, особено на здравствен план, во Женевски вели дека Македонија е на црните листи по смртност во Европа по глава на жител, а додека другите земји привршуваат со масовната имунизација, ние дури сега добивме поголема пратка на вакцини. Аналитичарот уверува дека обидот да се направи промоција на непостоечки проекти, кои лесно може да бидат демантирани, нема да вроди со плод.